Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Во ова видео ќе продолжам да зборувам за егомаските на родителите, кои што се прикажани во книгата на вторката Шефалица Бари, родителска карта. И во ова видео најпрво ќе ја прикажам последната егомаска или поттип на егомаска на поправувачи, а потоа следува да зборувам за нова главна егомаска. Последниот поттип на егомаска на поправувачи или на фиксери е егомаската на банкомат. И таа ги прашува родителите: родители, кога сте поттикнати од страна на вашето дете, дали барате начини да се откупите себе си во дадената ситуација, дали се оправдувате пред себе или се оправдувате пред вашите деца преку купување на нешта или пак доколку врвите низ тежок период, дали ја покажувате вашата љубов преку купување и поклонување или поклонување на материјални добра. Доколку е така, можно е да носите егомаската на родител банкомат. Кои се овие родители? Овие родители се претежно успешни луѓе кои што својата вредност ја мерат преку своето богатство. Значи, тие се навикнати да ја купуваат љубовта кај луѓето кои што се особено драги за нив преку материјални добра, преку купување, набавување на материјални добра. И родителите банкомати, во суштина, тие не се присутни многу во животот на своите деца и суштински ја заобиколуваат вистинското, значи го заобиколуваат вистинското поврзување со своите деца преку купување и преку покажување на материјална моќ, финансиска моќ, и нивната љубов длабоко е конектирана со децата исклучиво преку парите и преку моќта. Значи, оваа егомаска им дава вредност и значење на родителите преку парите и преку моќта. Нивната љубов поради тоа најчесто е условена. Значи, исполнета е со едно чувство на ако тогаш условеност. Например, ако се придржуваш кон ова, тогаш ќе ти дадам пари. Или пак, ако не го направиш тоа, јас нема да ти дадам пари или нема да го направам тоа и тоа. Родителите со егомаската на банкомат ги имаат следните верувања. Прво, парите го вртат светот. Второ, парите и успехот се изворот на мојот идентитет, на мојата вредност. Трето, луѓето ќе ме сакаат ако им давам пари. И четврто, никогаш нема да бидам повредена ако ја имам моќта на парите. И тогаш ќе имам моќ и над луѓето. Децата кои што растат со овие родители учат тие да ја играат оваа игра на условена љубов, значи од страна на родителите уште од мала возраст. Разбираат дека нивните родители се вложени во парите, од тука ја црпат својата вредност, од тука, значи, го црпат својот идентитет. И на тој начин и тие, како што родителите им ја даваат љубовта, на ист начин децата ја покажуваат љубовта спрема своите родители. Значи, ги користат истите методи, тие ги користат исто така и родителите за да им купуваат работи се и се што. Значи, гледаат како врската со родителите е површна и вештачка и исто така делуваат на истиот начин кога треба да дадат љубов спрема своите родители. Меѓутоа, на подлабоко ниво, што чувствуваат овие родители? На подлабоко ниво овие родители чувствуваат една голема горчина. Зошто? Затоа што морат да зависат од своите родители кои што во суштина не покажуваат вистинска грижа и вистински искуства на поврзување со децата заради нивните вистински потреби. Значи, не се видени во нивната суштина овие деца и чувствуваат голема болка затоа што сваќаат дека се објективизирани, затоа што сваќаат дека се гледани низ призмата на парите и поради
тоа знаат дека многу се свесни дека растат со родители кои што исклучиво вредноста на животот, на нив и на родителскиот живот гледаат преку призмата на парите наместо преку едно длабоко поврзување со своите деца. Како звучи овој родител кој што ја носи егомаската на банкомат? Прво, секогаш те спасувам и ти давам огромна финансиска моќ. Треба да бидеш благодарен заради тоа. Сваќаш ли колку многу добиваш од мене? Второ, другите деца немаат оваа среќа. И јас како дете ја немав оваа среќа. И трето, треба да работиш напорно и да можеш да ме направиш горд. И на крајот ги прашува родителите, доколку родители ја носите оваа маска, кај себе препознавате одредени особини од оваа егомаска, би било добро да се појде из почувствата на оваа егомаска со цел да може да се види кои се причините заради кои што се навлекла оваа егомаска и за да може родителот да го напушти овој лажен идентитет. Следна главна егомаска сега за која што ќе зборувам е маската на Фейнер, родителската маска на Фейнер. Што значи зборот Фейнер? Мислам дека потекнува од латинскиот збор, од латински збор кој што значи? Значи нешто лажно, значи да се глуми нешто. Тоа би биле родители кои што ја глумат својата суштина, кои што лажно се представуваат пред своите деца, кои што ги имитираат лажно, ја имитираат лажната суштина, на некој начин тие се преправаат пред своите деца. И таа ги прашува родителите, кога родители сте потикнати од вашите деца, дали првата мисла која што ви доаѓа во тој момент е што ќе помислат другите за мене или како ќе изгледам пред јавноста, дали кога сте во таква ситуација, дали постојано сте свесни за перцепциите на другите луѓе околу вас и доколку е така, можно е да ја носите ова егомаска на Фейнер. Која е главната емоционална стратегија на оваа егомаска? Главната егостратегија е за да можат родителите да управуваат со своите стравови, е да постојано барање на внимание. Значи, фейнерите или преправувачите бараат внимание и публика, значи очајно тоа го бараат, зашто? Затоа што очајно внатре се несигурни во себе и тие напредуваат и паразитираат исклучиво врз пофалбите и врз вниманието од страна на другите. Значи, во основа се е заради нив. И тие се обидуваат да создадат токму поради тоа внимание кој што го бараат, за да имаат на некој начин да добијаат значење и вредност, тие негуваат совршен изглед, негуваат најмодерен стил со своите деца, живеат во несовремени населби и преправувачите, значи фейнерите, во суштина тие се силни фалбачи, меѓутоа под оваа маска какви личности тоа се личности кои што бараат постојана валидизација и пофалба, манипулираат со ситуациите со своите деца, лично со своите деца, зашто? За да можат да се постават напред, на преден план. За да се добие максимално внимание, значи повратно внимание. И нивните добови, нови родители, нивните децата, имотите гледаат на нив како исклучиво како да ги поседуваат. Зошто? Затоа што тоа сето за нив представува храна на нивната ненаситна желба да бидат видени како да се посебни. Сега, како звучи еден родител кој што носи егомаската на Фейнер? Звучи на следниот начин. Прво, како другиот ме гледа мене и така јас се гледам себе. Второ, јавната перцепција е од врвна важност за мене. И трето, мојата вредност доаѓа
од тоа како се вклопувам во општествените кругови. Понатаму таа ги прашува родителите, родители, дали сте постојано вие фиксирани на тоа што ќе помислат другите за вас? И дали чувството за себе го засновате врз одобрувањето од другите? Дали со часови вие се обседнати и се вознемирувате за она што другите ќе помислат за вас, што мислат другите за вас, што зборуваат другите за вас? И доколку е така, веројатно ја носите его маската на Фејнер. И како родителите, како се случува родителите да ја наметнат ова его маска? Па овие родители ја наметнале ова его маска најчесто гледајќи ги своите родители во својот дом, или пак ја прифатиле ова его маска како резултат на некоја траума која што силно емоционално ја доживеале. И таа вели дека преправачите, значи фенерите, родители, како и поправувачите, во основа што им е заедничко? Заедничко е што ги контролираат перцепциите на другите. И поради тоа тие влегуваат во подлабоко во потрага за внимание од страна на другите, меѓутоа пошто се разликуваат по тоа што за разлика од поправувачите, преправувачите, значи родителите кои што ја носат маската на Фејнери, тие не им помагаат на другите во нивниот живот, туку тие се исклучиво себични родители. Значи едноставно тие сакаат пасивно да ја примаат целосната валидизација за себе. Сега ова маска како главна его маска има и свој подтипови. Во ова видео ќе зборувам само за еден подтип на его маска на Фејнер, или на родители кои што лажно се представуваат пред своите деца. Тоа е подтипот его маска на стејџер или сценарист. И овде има една слика која што цртеж шефали, значи ја зедов од нејзината книга, да ви ја прикажам вас. Гледаме една мајка, родителка, која што во рацете го држи мобилниот телефон, позира. И првата помисла која што и доаѓа во нејзината глава е: видете ме, колку сум добар родител. И таа ги прашува родителите, кога станува за збор за овој подтип на его маска. Родители, дали вашиот живот вие го поставувате да изгледа совршено за јавноста? Фотографирајќи се постојано, објавувајќи на социјалните мрежи, дали се наоѓате себе си во една потрага, по валидизација, повратни информации од страна на другите, дали постојано барате пофалба и внимание од страна на другите? Доколку е така, значи можно е да ја носите его маската на стејџери или сценаристи. И зошто? Затоа што овие родители, стејџерите или сценаристите, тие ги поставуваат своите животи врз основа на тоа како работите изгледаат во надворешниот свет. Значи се е заради нив. Особено заради нив и заради нивните деца. Значи постојано тие се прикажуваат заедно со своите деца насекаде во значи преку социјалните мрежи, преку медиумите. Значи ова прикажување кај овие родители што акумулира едно чувство за значење, за вредност, за валидизација. Овие родители токму поради тоа тие се грубо исклучени од својот внатрешен глас, од својата внатрешна вредност, живеат со една висока драматичност. Животот за нив што представува? Представува надпревар во кариера, представува еден шоу за таленти, представува една популарност во која што постојано влегуваат од една во друга, па во трета популарност. И кои верувања ги имаат овие родители, кои што ја носат ова его маска на стејџер или сценаристи? Овие родители веруваат во следните неколку работи. Прво, за мене е од големо значење како другите ме доживуваат. Второ, јас сум достоен онолку колку што другите мислат дека сум. Трето, мене ми е важно да ги надигрувам, да се надигрувам себе си во надпревар со другите.
Четврто, целиот живот е шоу или игра, а јас сакам во таа игра да сум популарен. Сега, децата на овие родители, тие но што се изложени? Изложени се во ситуации во кои што му представуваат пиони за своите родители, само за да можат да го привлачат вниманието по кое што очајно копнеат овие родители. И поради тоа, значи, од мала возраст овие деца се објективизирани од страна, принудените се од страна на родителите, принудени се да настапуваат во програми, во родителски програми, родителски приказни, затоа што животите на овие деца се водени како за документирање и за сеќавање на другите кои што ги следат. И во таа насока децата итекако, бидејќи се носени секаде, со родителите, низ турнеи, најчесто, тие го носат огромниот товар на популарноста, уште од мали, и вообичаено е за овие деца што да се случува. Или тие деца подоцна се тргаат, значи заради тоа што не можат да ја поднесат силината и јачината на стресот од популарноста, или пак кога остануваат во популарноста, тие подлегнуваат при тоа на тоа нешто преку силно бунтување. Значи во себе содржат една многу силна бунтовност. И зошто? Затоа што овие деца интуитивно разбираат дека тие не се видени за она кој што навистина се, туку исклучиво се искористени за да ги извршуваат виталните или основните потреби кои што му се значајни на родителот, за тие да се чувствуваат значајни и важни. И во суштина овие деца се водени од нарцисоидни родители, родителствувани се од нарцисоидни родители, затоа што тие децата ги третираат исклучиво како да се награди. Значи, вистинските чувства, вистинските искуства не се битни за овие родители, за оно што го доживуваат нивните деца, туку исклучиво тие за нив се битни наградите кои што ќе ги донесат, кои што ќе ги остварат децата. И токму поради тоа овие деца итекако се свесни како се третирани, дека се третирани како да не се вистински човекови суштества, и тие за жал живеат со таа свесност, се носат со таа, мора да се носат со таа свесност затоа што немаат друг избор. И како звучат пак овие родители? Овие родители кои што ја носат оваа его маска на сценаристи звучат на следниот начин. Овие родители звучат на следниот начин. Прво, треба ти мене прво да ме импресионираш, за да можеш и другите да ги импресионираш за тоа како изгледаш и како се постапуваш во јавноста, и затоа треба многу да внимаваш. Второ, немој да дозволиш да се однесуваш како да си просечен или како да си обичен. Трето, секогаш одржувај го совршениот имидж за себе, затоа што луѓето те гледаат и ќе ти судат. И четврто, многу е битно луѓето како ќе те гледаат. И на крајот, Шефали објаснува во книгата родители доколку вие забележувате дека некогаш ги навлекувате овие особини на оваа его маска, тогаш вреди на вистина да се направи една подлабока анализа и да се оди испод чувствата на ова его маска. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.